направија на полицијата што не смееше да се случи, силна политизација на јавната администрација, веќе во судовите не може ни да се замисли да се избери некој правник кој што е на вистина кадарен да биде судија, туку единствен критериум е партиската припадност. Уставниот суд веќе целосно го партизира, а да не зборуваме за останатите институции. Мислам дека граѓаните добро знаат. Ова веќе мора да престане и оваа битка ќе трае се додека не си ја вратиме државата во сопствени раце, во народни раце. Затоа овој наш фронт не е само од Социјалдемократскиот сојуз. Овој фронт е фронт на сите оние слободоумни, слободолюбиви граѓани кои што сакаат поинаква Македонија, а не Македонија онаква каква што сака Груевски и неговата врхушка. Јас убедена сум дека сме повеќе оние првите отколку оние вторите, затоа што оние вторите ја сакаат заради парите и власта, а ние си ја сакаме државата заради народот, заради слободата, заради просперитетот, заради иднината на нашите деца. Почитувани мои сограѓани, кога го читав говорот на Мартин Лутер Кинг, јас имам сон. И се чудев, затоа што јас сум живеела сиве овие години и дури во оној систем кој што ВМРО-вци го критикуваат, многу послободно од денеска. И сите вие кои што сме живееле во тој систем. Јас се чудев како е таа желба толку за она што го сонувал Мартин Лутер Кинг. Сега, почитувани мои сограѓани, јас после 24 декември, имам сон, имам голем сон да си ја вратиме државата на вистински пат, не заради мене, затоа што јас сум веќе при крајот на мојот работен век, но за нашите деца, за нашите внуци, затоа што ги направивме робови, затоа што ќе ги направиме послушници, затоа што нема иднина во оваа држава и се повеќе ќе се селат надвор во странство. Затоа мојот сон, ајде да ни биде заеднички, од сега па натаму да работиме постојано и упорно, постојано ќе бидеме заедно се додека оваа власт не си замине, а таа мора да замине затоа што народот тоа ќе го каже. Ти умра со партизани, мила дай, мила знай, мила нема крај, че ти умра со партизани.